Која будала му текна пан ноќен сет? Ја што е ноќен сет него на вода. Што ви е проблемот? Не една будала има помеѓу нас тројца, брат. Ја не сум таа. Ние. Викаш? Што правиш бе? Другарче, бе? Ај синоица доле, треба Абе, да да те прашам пливаме. нешто работа. Ги намести игрите? Ај, идите вами од гонело моците, ај. Ти ги наместиш? Ајде, да почнеме. Добре, дојдовте на најголемото македонско адреналинско шоу Триумф. Пета епизода од првите елиминациони емисии, а денеска дознаваме која ќе биде последната општина како прво место кое што ќе се надпреварува во полуфиналето. Повторно, многу адреналин, многу борба, да видиме која општина ќе биде најдобра. На самиот почеток би сакал да се заблагодарам на mozartbetonline.mk кој што се генерален спонзор на нашето шоу и секако на Аџи Бадем Систина кој што се грижат за безбедноста на надпреварувачите. Дали сте спремни? Оваа епизода ја снимаме на единствениот отворен олимписки базен аеродром кој што е наменет за сите оние кои што сакаат водени спортови. За таа цел, за нашите водени игри денеска го користиме овој објект и верувам дека игрите ќе ви бидат и повеќе од забавни. Кога сме кај игрите, правилата веќе ги знаете и од оваа епизода имаме еден полуфиналист и двајца четвртфиналисти кои што ќе одат во следната фаза. И конечно ги имаме Ice Technology со нивниот блок од мраз. И во оваа емисија повторно имаме мини игра. Тој што ќе победи во мини играта, одбира која прва општина ќе биде во неговиот тим. Верувам дека прилепчани едва и чекате да видите кој ви ја представува општината. А верувајте, спремни момци, но и спремна девојка. Градот под марковите кули, градот херој, градот на хуморот и инаетот, градот на тутунот, градот Прилеп. Сместен во Пелагониската котлина во центарот на Македонија, е град кој во изобилие има природни убавини. Прилеп има богата историја, град препознати по фестивали, добра скара и добро пиво. Прилеп денес е современ центар на културата и спортот, општина со одлична инфраструктура, општина која се стреми во иднина да ги подобри условите за живот на своите прилепчани. За Прилеп во Триумф се надпреваруваат Борче Петковски, Наумче Трајковски, Ангелина Гелинческа. Јас сум Ангела Русевска Ѓелинческа, имам 33 години и сум од Прилеп. На Триумф се пријавив бидејќи по природа сум многу со надпреварувачки дух. Дефинитивно сакав да сум на првата сезона и сакав да видам што е како е за да предложам на други. Сум персонален тренер, сум собственик на теретана, со друг збор луѓето ме плаќаат да ги мачам. Здраво, јас сум Борче Петковски од Прилеп, имам 36 години, доаѓам од општина Прилеп. До 2019 такмичев карате, сега така рекреативно. Дали ја знаеш екипата што ќе се надпреварува со тебе? Не, А што мислиш за екипата твоја? екипата моја е најдобра. Па нели не ги знаеш? Па мислев на другите екипи. Добра, и сега кажи нешто за твојата екипа. Мојата екипа е the best. Јас сум Наумче Трајковски, доаѓам од општина Прилеп, имам 26 години. Тренер по кикбокс. Колку луѓе имаш нокаутирано до сега? Не сум ги броил. Како човек од тиквешијата, разбираш, мене ме е чест да ги најавам тимот од Неготино. Спремни дечки, уште поспремна девојка, сече со газат. Неготино е општина во срцето на Македонија, бидејќи каде и да тргнете исток, запад, север и југ, мора да поминете покрај Неготино. Град кој располага со непрегледни површини под лозови насади, град на грозјето, ракијата и виното и гостопримливи домакини. Името го добива по македонскиот крал Антигон Гонат, кој ја основал населбата Антигона во 2 век пред нашата ера и е реципроцитет на денешно Неготино. Дојдете ли во Неготино, мора да ги посетите центарот на градот, манастирот Свети Ѓоргија, споменикот на културата Саат Кула и многу други нешта. Неготино има богата спортска историја и традиција во повеќе спортови: ракомет, фудбал, борење и кошарка. Исто така има и голем број на спортски терени за повеќе спортови, спортски сали со придружни објекти и места за спорт и рекреација. За Неготино во Триумф се надпреваруваат Ристе Јанев, Роберт Костовски, Владанка Бојкова. Здраво, јас сум Ристе Јанев, имам 24 години и доаѓам од Неготино. Со што се занимаваш, Ристе? Бодибилдинг, поточно персонален тренер и велосипедизам. Плочкиве кои ти ги местеше? Сам си ги местев. Знаеш што се добива за прво место? Парична награда мислам, да. 3000 евра. А ако победите да ги донирате у хуманитарни цели? Може. Те држам за збор, ај. Колку Екипа сакам може да ли? победите сега? Може ли? Договорено. Јас сум Роберт Костовски, имам 24 години од Неготино. А кажи ми, спортуваш нешто? Кикбокс.
професионално веќе 15 години. Што ќе правиш со парите ако победите? Ќе ги донираме за Јани. Јас сум Воданка Бојкова, доаѓам од Неготино, имам 22 години. Спортувам кикбокс и во слободно време теретана и трчање. Дали си среќна дека кавадарчани не учествуваат? Да. И третата општина која што се надпреварува во оваа пета епизода на Триумф, на мое огромно задоволство, општина Пехчево! Распослано на двата брега на Пехчевска река под падините на планината Влајна на надморска височина од 1000 метри се наоѓа Пехчево, живописно место обколено со големи и длабоки борови шуми, ладни потоци и чист планински воздух. Иако мало, ова градче има долга историја. Се верува дека во близина на Пехчево се наоѓаат темелите на средновековиот книжевен центар Равен, каде што браќата Кирил и Методи ја создале глаголицата, најстарото писмо на словените. Локалната самоуправа од година во година забрзано работи на подобрување на туристичката понуда. Возобновен е фестивалот на дувачки оркестри, на кој земаат учество реномирани музичари од земјава и странство. За Пехчево во Триумф се надпреваруваат Милчо Панев, Иван Младеновски, Благица Коцева. Јас сум Иван Младеновски, 24 години, доаѓам од општина Пехчево. Се занимавам со берберство, во слободно време вежбам теретана. Здраво, јас сум Мичо Панев, се занимавам со берберство, јас сум бербер. И колку глави имаш и шише носе? Не знам, сигурно над милион. Јас сум Благица, имам 19 години и доаѓам од Пехчево. Не се занимавам со ништо, јас сум студент, студирам стоматологија. А во слободно време возам точок, пешачам, одев на теретана, но веќе не, зашто немам време. Знаеш дека оваа емисија ќе биде со вода? Знаев, да. И како се снаоѓаш во вода? Супер, топ. Ајде да видиме скокни. Сега? Да бе, скокни бе. Абе скокни ајде. Не. Благица, не учествуваш, дисквалификуваш. Не гледате нас тројца мокри, тоа значи дека пред неколку минути сме изиграле онаа мини игра во која што одбираме, тоест тој што ќе победи одбира со кој општина ќе се надпреварува. Сите кои што сте на мојот YouTube канал во овој момент, доколку сакате да знаете на каков начин победи денеска Петар за прв пат. Дај му аплауз, те молам. Дајте му аплауз, дајте му аплауз. Конечно победи Петар. Истото ќе можете да го гледате на стриминг платформата Глеј покрај мини играта на Глеј. Знаете дека имате одличен избор на серии и филмови и секако сите останати епизоди на Триумф, но и behind the scenes, оно што го правиме зад камерите. Петар, честитки. Имаш можност да бираш како прв општина, а играте да го бутнам. Јас пред ќе прашам кој сака да е со Стефан. Чекај, чекај. Има. Ако види, јас ќе си бидам доследен на мојот тиквешки крај и ќе си ги одберам Неготино. Леле, цел живот сакам боста се возе. Кој не сака да биде? Ја ги бирам Прилеп. Јас сум денеска со Пехчево, одиме со прва игра. Во овој предизвик играчите се поставени на две локации. Двајца на крајот од базенот кои чекаат да бидат ослободени и двајца кои се поставени на скокална, кои со пливање потребно е да ги ослободат своите соиграчи. По ослободувањето на целиот тим, потребно е да се пренесе блок од мраз од едниот крај на базенот низ него пловејќи по суп даска сето поставената платформа, каде е поставен уште еден идентичен блок од мраз. Во блоковите од мраз на средина е поставен по еден клуч кој е потребно да се ослободи со кршење на мразот и со нив да се отклучи сложувалката која е поставена во близина. По ослободувањето на сложувалката, истата потребно е да се нареди по правилен редослед со што се стопира времето и предизвикот завршува. Луѓе, први сме, имаме тензија, ама мораме да се покажеме. Многу е битно да пазиме на ледот. Тројца ќе дојме до тук, Благица нека плива директно. Океј. Дајте рака за Пехчево да газиме. На 3, 2, 1 Пехчево. 3, 2, 1. Пехчево! Почнуваме со првата игра. Димитрие. Шо Димитрие, правилата се јасни, ги видоа, сега е време да видиме првата општина. Општина Пехчево се надпреварува. 3, 2, 1, старт! Може да му дајете подршка ако сакате, може да му викате. Јас мислам дека му е вторбен случај на Делфина, за тоа види го. Го има стилот. Ајде, Клипче, ајде. Имаш. Леле, до тоа. Ајде, можеш. Ајде, втори игра. Сливаме! Ајде, да се поводим. Браво! Шо застана, оди помага му на човекот. Оди за бразо! Не знае ни од кој тим е, бе. Зашо отиде на скалата, ој не може да се искачи? Усен не може да се качи на ваквото. А види го нашиот умре. Сестина, молим те. Чисто знаете? Два тека плио. Првиот пат ја утна. Те су бяха. Ајде. Скокај, ајде. Ова види да пота писта е. Па, побрзо да видиме кај мразот се, брат. Остаја таа, среќи ми држи. Абе, остај ми, бе.
Пазете на плочките! Пазите на плочките, скапи се, молим вас. Леле. Пази на ноза. Ја дека сливам мразот. Ми рекол дека сливам мразот, брат. Абе, намерно го направила за да вас крши, не ми се верува, еј. А многу е фер техникава дека девојчево го остави да влече. Ајде, мотай, не Да, ги вие тука вам вака што чека дека надпреварувачи. мотай. Ајде сега! Кажу телеком те врво. Јака кривења, брате, било. Не могу да се исправим. Стигаме за мотање на кап. Ајде, Благица, мотай, побрзо! Не нам душа. Ајде. Ете го, ајде. Ајде! Ама брат, синхронизиране се види као уметничко лизгање, али на вод. Знаеш ли дека на времето вретено да работеле заедно, бе, пуна влечеле, бе. Бе, мала помош. Не мора да го туркате. Браво! Ајде за еден прст. Прстот не го се... Немој, прашувај. Чекај, ќе се дигне ова. Браво! Не вие Лазаров, кај ќе сте? Немам ракавица. Ајде. Ајде, чиша. Повека само. Ајде. Добро. Уште мац. 3, 1, пушти. Браво! Земи чека ни стоп. Нове. Ајде, царе, твоje. Сега го гледам, ајде. Ако знаете едниот куч можеш и на другиот. Браво! Ајде, уште малку имате. Надоле. Браво, многу им помогна, реално стварно, ова. Браво, ајде! Добро е. Тука, Стефан, ајде. Ајде, удри малце по крвнички, ајде, као да кршиш мраз за виски. Кај бе, вториот? Браво. За кого? Кај да ти е во клучот? Да не ви испадна негде. Абе, видете по парчињава. Не. Не мога клучава. Продолжите. Ајде, ете го. Еве ти го. Ајде. Дали овре? Свари се у пичку матер ме. Доаѓај сај. Не, Ајде, терай. не собираш. Кога ќе собираш од времето 30 секунди само да мине земјите на крај. 30 секунди само земјите. Ајде, 5. Понеси ја ваму, 13. Не, вака 13. 14. Дај 15. Пите го. Ja, više se Daj. Готов. Искрено, ако мислев дека втората епизода со вагоните е тешка, ова е дечко иде се лечи. Што ви беше најтешко? Мене пливањето искрено, пошто преголеме базенот, изморив. Зимањето и носењето на мразот исто така И доста кршењето. напорно. Кршењето може би беше Одзема најнапорно. доста енергија. Се надеваме на добро време. Мора да го направиме прилеп горди. Многу нормално. Значи, немојте детски работи да правите, да им попуштате дека се од Пехчево или дека се од вамо од таму. Многу нормално. Очекувам почесен граѓанин на Прилеп да станам после. Точно, и ще ти дајме 1 кило банан. Немам победено во шоуго. Ле, ќе биде Денес сакам да згазиме. Мора да се буфта. 3, 2, 1. Буфта! Пред да започнеме со Прилеп, само сакам да се заблагодарам на поддршката на Рагуза Груп. Јас во Рагуза 919 ресторанот си направив свадба и ви го препорачувам од срце, меѓутоа и Рагуза 360 и Парк ресторан се идеални места за свадба, прослава, родендени или било каков тип на прослави. Дали ќе преживеат за да стигнат до свадба? Да видиме, а? 3, 2, 1, старт! Тупни го! Ајде! Нива е номе како животото ти зависе, ајде номче! Ако не па поодмори на средина од базенот, док ти фаќат ти. Испод! Одиш! Ајмо, Анđела! Добра си! Имаме новиот женски Майкл Фелпс, тоа е Ангела, драги гледачи. Пливај, немој да одиш. Каква е таа елегантна пливање? Немој да одиш. Подјаже, оп! Подјаже, браво! Сега доаѓаме до тешкиот дел кај мразот, да видиме која ќе биде стратегијата на Димче.
Иваш, што се маса го кренаме, браво. Боро, доле, Боро! Да пуштам овде? Не, стој. Ајде. Пушти се. Пуштай. Пуштай. Пази. Влечи! Влечи! Каква стратегија! Ова е влечење, драги гледачи! Дими, не влечи, не туркајте! Не го влечи! Идеш, брат, идеш! Ајде, брат, тука е, сега да помогам. Одма, можеш! Браво, Прилеп! Браво! Браво! Давај! Ајде! Ајде, Ангела, не се откажувај! Вака се боре за својата општина, вака 200 се боре за калории својата ги вадите на општина. секунда! Ајде! Те од Прилеп се со вас! И околните села. Сега е моментот, браво! Не. Фати го. Падна. Супот дигна. Чекај малце. Ајде. Ајде. Ете. Опа. Сега иде моментот на Внимателно. Полека носење само на на... нозе, пази! Внимавај на нозе! Кажувај. Димитар! Ајде. Одлично. Само внимателно. Офрламе ли го пуштаме? Како сакаш така, ајде. Крши! Ангела, одмah ако ти треба кажеш, боли бе. Ангела, види кај е Ангела. Ајде, Прилеп! Ајде, ни Ајде. Какво мохито се правил до вој мраз? Таму си, брат, се мас. Кај е Боро? И ја мислам дека се лизна. Ова ви е, дами и господа, квалитетот на Ice Technology! Ваго мраз и со багер не се крше. Ова, брати, да сакаш да го кршиш! Дали ова, драги гледачи, значи дека сепак прво место Прилеп нема да биде. Боро, овде, Боро. Тешко им оди. Ајде, бе, церој, ајде. Или штип! Ајде, да тирам. Значи, овој од Ice Technology не може да го бутат повнатру. Шо мраз ќе беше бе да му има мајка. Ми да јас не земам да мамам за вас. Ој, земи токма. Светловото во секоја темнина заедно со Ice Technology. Дечки, го гледате ли? Дали имате кристално идеја? прозилни. Дечки, копате во иста дупка, расширете ја. Тоа, Димитар! Оставете чеканати за третата екипа. Ево, ајде. Ајде! Добро. Двата треба! Чекај. Чекај, Димитар! Помогни му! Ајде. Лете го! Вади! Тој. Тоа е, драги гледачи, тоа е! Абе, Прилепчак, Абе, кучне зајде до. Тајмер, кој мери тај? Седумка. 9-7. 7-8. 13 тај овде. 8. Стоп. Добре, стајде. Браво, дечки, браво. Браво. Банани. Гле. Се дупна со што ти Гле, со штраф цигерта избуши. Како му запнав на крај, ми идеше да зјам да го откорам. Што ви беше најтешко? Мавањето? Случај не знам ачуваш. Ама мислам дека пливањето го направиме многу подобро. Експерти море. Не измалтретирам многу. Мислите влеговме у втора игра? Дефинитивно. Во финале. Нек се угоде. Се ми го направиле мера, ако ти ништо не се деси. Многу јака екипа сте. Абе, сега. Брату, не го сбреш изборот и што од брава екипа. Како бе? Буфтај! Мора се буфта! Буфта! Ја и ти пливаме, така? Да. Значи прв ти скокаш, после јас по тебе. Да. Го ослободиш него прв. Јошувам јас тебе те ослободам. И јас идам директно да помагам со мразот, биди спремен. Ти кога ќе дојдеш? Стави ми тука на раквица, ја да не морам да испаѓам од тасна за да ги зема. Го дигаме, носиме го товараме, го кршиме и тоа е друго. Така, вајме куче дома. За кого? За кого? Зашто? За ракија! Видовме и сами дека играва воопшто не е едноставна. Не бе, која е едноставно, ој е ретардиран брат што стел Пак тука и плачеш, пак плачеш. Не за мене бе. Пак плачеш! Немаше бубек ќе те фрле. Одиме да видиме сега како ќе се снајде општина Неготино Со Кавадарчанецот. Мора да ги поздравиме Rebel Boards, луѓето кои што се единствениот македонски производител на суп даски и кајаци. Овие игри немаше да бидат вакви да не ги позајмевме суповите и кајаците од нив, а вие доколку сакате да видите за што станува збор, проверете ги на rebel.mk или на нивните социјални Голем поздрав до мрежи. нив. 3, 2, 1, старт! Добаре! Каков е овој став? Ајде, дебели! Ајде. Ти го ристе, расте на Егејско море, гледа го. Испод, браво, Петар Рипај! Добар ти!
Браво, Петар! Да е таа маренска бомба! Абе, докторов од Сисина знае да плива да го извади нашиот клубре, гледа го! Иде, добар е, Докторе, скокај со сеносилка! Од оздола, Од свиња оздола, Петар! Немој да крадеш! Ајде, Перо! Браво, Петре, уште малце! Ајде! Ајде, скокај! Абе, не така одиш! Не мора! Настрнувам се ноги. Чекай. Пазете, дечки, полека. Фала што ми кажа. Чекај! Не! Спусти! Петар, имаш ли воздух, друже? Ајде! Липли си, Пера! Бегај тако, ще го добрим. Немој да го влечеш, Петар. О, ти си спремна за напалдово у Хрватска вече, че гледај бе. Не буткај, Петре! Стефан, остани кај овој пак краде ка Вадарчанкава. Оди горе. Ајде бе, готино! Абе, гурни малък, сони си тушка! Оди горе. Ще го избаците ли така, шкижан? Ајде, 3, 2, 1. Още еднаш. Опа! Пазите на нозете, дечки. Пазите на нозете. Добар. Ајде. Добар. Ајде, јас сум добар. Браво. Пазите на ова. Уладе, бре! За неготино е ова. Браво. Барај го. Ајде, очи! Ајде, уште малце. Ете го! Браво! Едниот е добар, иди на вториот. Тамо. Не може малко, тука. На средина, е тамо те. Ајде, смена. Дај. Полека! Ајде, Петар, 25 кила минус после емисија. Шо ти значи да имаш нервози дома, гледај. Чекај ти, баске ме удри. Ова е негово шоу, не ли е јасно? Ајде, галетни. Паца понаша. Ета, лавај. Имате време, уште 10 минути таман сте. Имате време, ајде, не се брзете. Дај, Робер, дај, средина, таман си у средина точно. Тензија, драги гледачи. Ајде. Но има вториот, ајде, трчај. Дај, пушти. 1, 2. Ева тројка. Вади. Браво. 6, 7, 8, 9. Вади 13, лева 10. Шамане. 16. Готово. Браво. Оле! Од чеканот? А? Го искрши? Не го скрши, ама го исече. Скрши прстот, дојде малце. Како го скрши прстот? Скрши прстот. Како го намести? Како го намести, бе? Тя за неготинци. Ајде. Не нарича после од неготин кадарчанец, за неготин не се бори, ја да ви кажам. Шо ви беше најтешко? Мразот, дефинитивно. А не мислите дека Петар многу споро исплива вам? Не. Пливамо даде максимум тука на мразот. Да. Чисто неготинско тајте. Епа луѓе наши, пред да кажеме било што јас мислам дека заслужиме на добар сабскрајб од вас и да пишете нешто во коментара. Што сме се гуштале вака, тоа значи дека шоу може да боли. Дојде време да дознаеме која ќе биде прва, која втора, која трета општина и кој ќе се натпреварува во втората игра, односно првиот и вториот денеска. Томислав Живковиќ, дами и господа, нашиот режисер ќе ги соопшти резултатите како и секоја емисија. Пред да кажеш било што правиме со шампоните на Славео и Алпецин? Не ги носам зашто ми рекоа да не ги носам дека ќе се бањале у базенот со шампоните. Значи не им ги даваме сега, им ги даваме дома. Ќе им ги пуштиме по карго. Да. Користете Алпецин за да ви стои косава како на мене и плантур, за да не ви паѓа косата како на Димитар. Со убедливо најдобро време денеска во првата игра екипа Неготино. За кого? Зашто? Мајстори! Со убедливо време од 8 минути и 6 секунди. Браво.
брат, реално стварно е окей што си го скрши прстот најбрзо. Цепам! Абе, среќа со лева рака. А сега најбитно да видиме која од другите останати две екипи поминува во финалето. Што се молиш, бе, бе? Со 10 минути и 25 секунди, екипа Прилеп. Ме заебаш дека идеме дале. Ме заебаш дека идеме дале. Ајде. Ме заебаш дека идеме. Море чекај да си ни густа Прилепчани, бе. Сега видите Стефан Жабе. Мајка, мислам дека ќе бидеме втора. Со 11 минути и 35 секунди екипа Пехчево измине трето место. Чекај, што дечки? Фала ви што дојдовте, фала ви што бевте моја екипа. Ја мислам дека дадовме се од себе и ќе се видиме со вас сега во четвртфинале. То бевте, дечки, честито. Ова е се од себе, ова е се од себе, ова не е се од себе. Ајде се гледаме у финале, скршен. Тоа, дечки, одиме со големото финале помеѓу општина Прилеп и општина Неготино, а со Пехчево се гледаме во четвртфинале. Лайк, subscribe, share и поддршка за најголемото македонско адреналинско шоу Триумф. Пауза за да се намести втора игра во оваа емисија и нормално време е за здрава станица и за оброците кои што ги добиваме од нив. Стефан изгуби, падна во депресија, другиот Будалова се утепа на сред игра и го однесе у систина. Мене ми останува само дечки да си каснам и да уживам. Но пред да видиме кој ќе биде победникот на денешнава емисија, Моцарт нуди одлична можност за сите вие кои што сте полнолетни на нивната онлайн страна за игри на среќа mozartbetonline.mk. Сега ќе ви кажам, регистрирај се и уживај во нивните видеолотариски игри од најпознатите светски провајдери. Казино во живо, но и најбараниот авијатор. Но моментално на сајтот е активен и бонус за добре дојде. Се што треба да направиш е да се обложиш и да го свртиш тркалото на среќа и при тоа да добиеш до 50.000 денари. Со еден клик биди победник Моцарт. И дојде време да одиграме втората игра за оваа последна пета елиминациона емисија. Едно е важно дека во оваа игра се бара сила и знаење за возење кајак. Имаме двајца надпреварувачи кои што влечат во спротивни страни. Оној кој што ќе го довлече другиот надпреварувач до оваа линија значи дека победува и добива еден поен. Играме во 3 добиења. Ќе го поздравиме Петар, да е здрав и жив. Затоа, Неготино, играте без Петар, но тројца сте и се надевам дека ќе издржите и ќе победите. Исто така, Прилеп, дали сте спремни? Да. Имате предност затоа што Петар не е тука. Се игра до 3 добиени. Дали сте спремни? Наум од Прилеп против Ристе од Неготино. 3, 2, 1, старт, влечи! Влечи! 1-0 за Неготино. Готово, готово! 1-0 за Неготино. Се беше одлично. Проба да запнам многу јас, ама зажали за тоа. Снага, најверојатно. Очекував да биде потешко, ама беше лесно. Резултатот е 1-0 за општина Неготино. Втора игра помеѓу двете дами, Ангел од општина Прилеп и Данчо од општина Неготино. Мислам дека е време да започнеме. Ајде! Дали сте подготвени? 3, 2, 1, старт! Дигни го! Тоа е, супер! 1-1 општина Прилеп се враќа. Прилично лесна игра заради тоа што сум кајакар од мала, така да не ми беше никаков проблем. Така частни противник, многу беше подобар од нас. Време е да видиме третата рунда, која што ќе каже која општина ќе оди со предност понатаму. Борче од Прилеп против Роберт од Неготино. Дали сте подготвени? Ајде, момци, 3, 2, 1, старт! Ле. Дај! Готово е, Прилеп! Пази! Дигња! Браво! Прилеп 2-1! Ај! Сега
играм со мобили. Имам инвестирано така да нема проблем. Противникот беше подобар, поголемо искуство со каја, така да се надевам на тоа наредна игра, че ние ќе победиме. Ја готина. Пазете сега која е ситуацијата. 2-1 е за Прилеп, а меѓу време ни се враќа Петар. Со ски на рад. Како си? Брат, многу добро беше обати тама на работа. Многу сакаш шоу. Види, жими се, единствено ми е криво што не можам овој Ајван од сега да го победам на ваквото на кај, ништо друго. Како општина Прилеп, можеш да победиш и да биде 3-1 и да заврши епизодата, а ти немаш можност против него да играш. Треба да среќен дечко е поспремал него 20 пати. Ој ќе потоне како почва. Добар си, тоа е најбитно. Топ па да победиш. Абе, лесно му е него, не е против мене, брат. Многу сум возбудена. Дојдовме при самиот крај и замислете Петар дојде да види дали ќе изгуби или неговиот тим ќе му го обели образот. Димитар за општина Прилеп, Ристе за општина Неготино. Дали сте спремни? 3, 2, 1, старт! Утре сите ве чекам на Маркови кули да славиме. Да се буфта! Да скоро! Ајде! Дали го погреши тимот? Не бе како го погреши тимот, бе, дечки, браво! Фала ви на доверба, идеме у полуфинали уште појаки, може? Браво, буфтањето се исплати, тоа е тоа, луѓе. Ајде идеме Дим, честитаме на вие што изгубија. Важно се боревме до крај. Првата игра победме, вторава, сега тоа е јас, значи ќе извините, дадов се од себе. Значи има повеќе на камера, бе, сега у четвртфинале, овие до полуфинале достигнеме, вас може у четвртфинале ќе си тепате. Така да ќе си тепаме у четвртфинале, у полуфинале, у финале си земе награди. И се спреаме до четвртфинале кога ќе стигнеме. Со сите сили, така. За последен кадар. За кого? За баба! Зашто? За Рокија! Ај честито победи, Ај, фала. Вака сега, морам да кажам, нели обично правиме, тој што изгубил треба го изеде на крај, ама денеска пошто затвараме циклусот 5 А тој што изгуби ќе го испие. На крај. Нема проблем. Нема проблем. Вака само да кажеме дека овие коцки за мраз и оваа скулптура ни се од Dice Technology, како и сите реквизити со мраз што ги користевме за време на сетот, бидејќи ги имаат скулптурите и коцките за ладење на пијалок од кристално чист мраз, може да ви ги направат по мерка, бавно се растопуваат, не се разводенуваат, туку само ја ладат пијачката. Толку се цврсти, брат, ќе видиш што ми направио. Не, брат, тоа ти од карактер. Како ме да здраве? Ајде, брат. Може малце озбилно? Да сте ми здрави и живи двајцата? Да ми... Здрави! Идеме у следен циклус четвртфинал. Четвртфинал идеме, да. Ајде, на екс. 3, 2, 1 и... Не, бе, јас знам дека со пијаници снимам, не со спорт. Лайк и subscribe. Поздрав голем. Чао, чао, чао. Четвртфинали.